Добар ден, криптоентузијасти, второто видео апдейт на портфолио. Јас се извинувам, последните 2 дена бев премногу зафатен со мојата кариера, значи имаме некои многу активности во мојот хотел и едноставно не можев да успеам да направам видео, но не се секирайте, значи едукацијата и понатаму продолжува. Тоа што денеска ќе представиме 4 токени, а во последното утрешното видео ќе представиме уште 6. Тоа се оприлика сите најзначајни позиции кои што ги имаме во нашето портфолио. Денес ќе разговараме за DOT Ondo Pol, тоа е Presgonomatic, и ASI, односно FED, тоа е Artificial Super Intelligence Alliance. Значи имаме доста што да зборуваме денеска во овие 4 токени, но пред тоа нормално како и секогаш некои интересни работи кои се случуваат во нашата заедница. Значи само првенствено гледате дека веќе имаме некој формат на тоа како ги правиме видеата на самиот почеток. Прво ви кажуваме што се правиме како заедница, како сето тоа напредува, а нормално потоа преминуваме на самото видео. Прва и најбитна работа која што мора да не спомнеме како заедница е нашиот настап на CryptoHub Malta. Со тоа што сега веќе треба да видоизмениме, знаете и сами, значи ова е презентацијата која што ние веќе ја презентиравме за вас, а тоа е акции против крипто. Со тоа што замислете досега успешните скокови на алткоините кои што ги споредувавме со акции, сега треба да ги надградиме со моменталните скокови на алткоините, така да замислите како ќе изгледа ова би рекол, да речем, презентација на CryptoHub Malta. Значи буквално ќе ги изгазиме акциите како категорија капитална. Како и да е, ова ќе биде интересно. Значи битна работа денеска која што се случи е конечно ја добивме камерата. Значи камерата конечно дојде, како што ќе кажав, значи гледате и сами дека голем дел од средствата кои што ги добиваме ги користиме за надградување на нашето студио. Значи ова е новата камера, допрва ќе ја пробаме, денеска видеото не го правам во студио, но не се секирате, значи нели, инсталациите ќе бидат направени и сето тоа кога ќе видиме дека се функционира како што треба. Значи со новата камера верувам дека и видеата ќе бидат многу подобри. Повторно, значи видеото кое што вие го гледате, зборувам за овој дел овде, и понатаму ќе биде тоа што е, но ќе биде подобра резолуцијата, да се надеваме дека ќе успееме и да направиме, нели, како што знаете и сами 4K видеа, но нели постепено, чекор по чекор. Ја уште еднаш ќе напоменам, најбитно е нели да добиете едукацијата. Така да, со оглед на фактот дека имаме камерата, голема веројатност дека ќе направиме и high resolution снимка од ваквиот настап. Ќе гледаме тоа да го направиме преку мобилен телефон за да може да го проследите додека се случува. Значи тоа ќе биде на 27 ноември во 7 попладне во CryptoHub Malta. Ќе има голема посетеност со оглед на фактот дека веќе bull market, значи има пријавено доста луѓе и нормално ги повикуваме сите македонци на Малта да ни се приклучат. Има доста кои што се заинтересирани да дојдат, значи дојдете, погледнете, ќе биде доста добра дружба, пола стендап, пола едукација, верувам дека ќе ви се допадне оно што ќе се случува таму. Сега да не забораваме дека веќе сме во ефективно вториот ден од нашата Black Friday промоција. Односно, самото тоа што вие практично потенцијално би сакале да бидете дел од нашата Patreon заедница, сега може да го направите едноставно за многу помала цена. Односно, како што веќе спомнавме, значи камерата, студиото, понатаму лаптопот, микрофонот, сето тоа доаѓа од вашите донации и на тој начин го изградуваме нашето, да речем, студио да биде многу подобро, да можеме да направиме многу по софистицирана едукација, зборуваме подобри видеа, подобра квалитет и така натаму. Така да сите оние кои што сакаат да се приклучат на нашата Patreon заедница и да ни помогнат да го изградиме нашето студио да биде уште подобро, нашиот канал да биде уште поквалитетен, значи тоа може да го направите со зачленување на Patreon заедницата. Многу едноставно, значи ова видео кое што гледате овдека на нашиот канал, Black Friday на каналот CryptoGimidžија, ќе ви покаже како да станете дел од нашата Patreon заедница и при тоа да ги искористите овие попусти, каде што секоја од овие категории има соодветен попуст со кодот кој што го гледате овдека. Се е објаснето во видеото, едноставно може да го погледнете ова видео на нашиот канал, кое што исто така ставено и во дескрипција на ова видео и ќе може многу едноставно да најдете линк до него. Зошто е добро да се биде дел од нашата Patreon заедница? Значи на страна од тоа што ни помагате како канал да пораснеме, значи Patreon заедницата ќе биде збиралиштето на кое што ние ќе направиме една професионална група на инвеститори. Односно, значи вие не знаете колку сум горд на нашата заедница, значи нашиот community tab и community chat едноставно експлодираше. Односно, погледнете само колку голема активност има од сите оние кои што се дел од оваа заедница, со тоа што нормално мораме да го пофалиме Анџело Стојановски, значи дечкото е апсолутен шампион и дефинитивно ќе има место во
Гемиџија фамилијата во иднина за него. Значи Анџело Стојановски не е на некој начин тајното оружје на самиот канал, но како и да е, погледнете, значи ова е активноста на нашиот канал. Погледнете, ова е само пред 4 часа и се уште скролам. И тоа секој од овие табови најчесто има и соодветна комуникација под истиот. Значи она што сакам да ви го кажам е дека правиме професионална, да речам, заедница на инвеститори кои што комуницираат едни со други. Овој сега моментално само овој чат вреди многу затоа што постојано имате свежи информации од македонци за македонци. Идејата е да направиме македонска инвеститорска група која што ќе се поддржува еден со друг, како со едукација, така со информации, така со меѓусебна комуникација. Така да овдека решаваме и проблеми на многу луѓе, едноставно мислам дека е паметно да бидете дел од ова, но нормално секој од вас одлучува со тоа што ова е само еден дел, дополнително сите видеа кои што ги правиме на нашиот канал прво ги добива нашата Patreon заедница, а потоа во одредено време ги добива целата македонска заедница оваа материја на нашиот канал. Така да тоа е втората и трета ствар која што треба да спомнеме за нашиот канал е фактот дека еднаш месечно во оваа ситуација тоа ќе биде веднаш по завршувањето на нашата промоција на Black Friday. Значи веднаш после завршувањето на промоцијата, тоа е на 2 декември. Значи планираме да направиме, тоа е исклучиво за нашата Patreon заедница, посебен тип на лайвстрим, каде што одговараме на прашањата на сите наши членови. Односно се тоа е направено не на YouTube, туку на посебна апликација, тоа е Microsoft Teams, каде што праќаме линкови до сите наши членови кои што се дел од Patreon заедницата, кои што ќе можат со нас лице во лице да разговараат и да ни постават прашања. Последниот пат беше многу интересно, може да погледнете, го имаме ова на самиот канал, но тоа е третата работа која што сега ја нудиме на нашите членови, како и директни пораки до нас. Значи јас лично одговарам на сите овие пораки кои што досега ми се пратени, така да покрај тоа што може да комуницирате со останатите членови, каде што јас сум активен, може и директно да ми пратите порака. Тоа е се што треба да знаете во однос на нашата Patreon заедница. Уште еднаш ќе напоменам, значи можете да ги искористите овие кодови моментално за првиот месец да влезете во истата за многу повеќе намалени цени. Видеото до ова објаснување е во дескрипцијата на денешното видео и уште еднаш за сите оние кои што се веќе членови на нашата Patreon заедница, значи пред Black Friday веќе добија во своите приватни пораки, значи линк кој што практично значи дека ќе можат своето членство од еден месец да го поклонат на некој друг. Значи практично ние им даваме уште еден месец гратис да го поклонат на било кој близок со цел да поклонат едукација и да може да се приклучи на нашата заедница. Идејата е да едуцираме и собереме што повеќе македонци во оваа професионална заедница за да можеме да функционираме како таква. Така да ви благодарам за поддршката, нормално и продолжуваме натаму македонец за македонец кон многу интересен bull market. И многу интересна работа која што мора да напоменеме во однос на нашата заедница. Значи ова е нашиот канал, на дното на нашиот канал, ова е плейлистата на Криптофил. Сите видеа кои што Криптофил ги направил за нашата македонска заедница на македонски јазик, затоа што он има англиски канал, ги ставаме овде за да можете многу лесно да ги најдете. Сите оние кои што сакаат да научат повеќе за yield farming, може да ги следат овие видеа како едноставно серија за се што треба да знаете за yield farming. Со тоа што последното видео го аплодиравме денес, исто така може да го најдете во дескрипција на денешното видео со линк до истото. И да не заборавиме, вториот нас другарски канал, значи моментално има свој подкаст во 8 часот вечерва на 19 ноември на истиот ден, каде што ќе гостуваат Јасмин Рамани и Маријан Ангеловски. Така да погледнете Redcast, како и секогаш, денеска нема да има за жал црвени вести, но Redcast ќе има нов подкаст, а во наредната недела се гледаме повторно со извидничката единица позади нормално непријателски линии, извидниците од Малта, гемиџиите, како и да е, значи уживајте во овој Redcast подкаст вечерва и уште еднаш ги гледате и сами, едноставно ги користиме овие средства постепено да го надградиме нашиот канал. За крај, пред да почнеме со анализа на токените, значи нашиот драг администратор и одговорен за маркетинг, значи тоа е со тоа што негде во декември, кога конечно ќе биде на лице место нашиот мајнер, ќе успее да договори се околу детаљите за тоа, нели, како ќе изгледа нашето предавање во Велес, каде веќе имаме, нели, локал со кој што преговараме, и откако ќе ги знаеме детаљите, нормално веднаш ќе ви дадеме до знаење на самиот канал, со тоа што не заборавајте, значи нема да биде само гостувањето како, да речем, предавање за криптогемиџија, тоа ќе биде нашиот главен настап.
Со тоа што покрај нашиот главен настап, очекувате дека ќе имаме уште многу случувања за кои што нормално ќе бидете известени благовремено. Значи веќе имаме договорено гостување во Redcast. Има уште некои работи кои што не можам да ви ги кажам, но се многу интересни. Како и да е. Значи со време ќе дознаете, ќе има и уште неколку гостувања очигледно. Постепено ќе ви кажам се кога ќе биде договорено и кога ќе дојде време нормално, но како и да е, значи нашата турнеја во Велес не може да наречам турнеја затоа што нема да имаме предавање на повеќе места, но во секој случај ќе имаме гостување на повеќе места, како и да е. Не се секирате, значи ова што го правиме со Patreon ќе донесе да можеме да го правиме тоа многу почесто во многу повеќе градови и верувајте ми со задоволство ќе биде направено од наша страна. Сега, на страна сето тоа, ако веќе сте огледале првото видео за апдейт на портфолио, знаете опрлика како изгледа еден апдейт на портфолио на она што моментално го поседуваме. Со тоа што ова е нашето портфолио, сите они кои што не го погледнале првото видео би им препорачал да го погледат со цел да може да видат што поседуваме и во која процентуална застапеност во нашето портфолио. Така да ова е генерално нашето портфолио. Првите 6 коини веќе ги обработивме во првото. Денеска прв коин за кој што ќе разговараме е Polkadot. Реално Polkadot е до сега, да би рекол, разочарувачки, но знаете како? Проблемот е што многу од луѓето го гледаат тоа како трка. Значи, ако не е во првите, по профит, автоматски мртов коин. За жал, така размислуваат поголемиот дел македонците, што е многу далеко од вистината. Значи, има многу детали кои што мора да бидат обработени, со цел да имате целосна слика за еден проект. Значи, прво, генерално Polkadot неговиот предходен all-time high, кој што беше негде околу $55, е доста низок, значи моментално неговиот е 55 отприлика е висината, која што ја достигна во претходниот bull market, со тоа што тоа беше неговиот прв bull market. Дојдовме и до неверојатни ниски цени од негде околу $3, како што може да видите. Сега нема некоја голема разлика од она каде се наоѓа во однос на цената. 6 значи направил само дупло од претходното дно, но тоа знаете како ви дава до значење дека едноставно овој коин, за разлика од другите, се уште не експлодирал. Јас тоа постојано го зборувам. И секогаш кога инвестираме, ако некој коин има соодветни фундаментални вредности и сега нели зборуваме дека е добар технолошки, дека е поддржан, дека има партнери, дека има свое место под, да речем, блокчейн небото, и техничката анализа одговара во однос на тоа што гледаме дека уште не ни почнал да се движи, значи најчесто според мене ова се многу добри проекти за инвестирање. Со тоа што не заборавајте дека ние Polkadot го купувавме на најдлабоките делови на претходниот bear market, како што покажавме во вчерашното видео. Оние први алокации нас највеќе ни беа во Ethereum, XRP, ADA и Polkadot. Така да ние го купувавме на практично најниската можна цена. Затоа јас не гледам поента сега дополнително надградувам кога веќе во моето портфолио имам 4,43% Polkadot. Сега, зошто Polkadot е толку добар? Затоа што јас имав Polkadot уште од така речено bear маркетот, кој што одлучив да не го вадам. Значи тоа беа коини кои што ги купував во текот на 2020-2021 година, самиот почеток на проектот, и кои што кога почна да ги организираат овие crowd loans, значи тоа се оние посебен тип на парачейн аукции, значи јас учествував во нив. Се разбираме, одлучив дека сакам да го оставам Polkadot, дел од него кој што го имам во претходниот bull market и нормално дополнително докупив во новиот, но оној кој што го имам во претходниот bull market го инвестирав во овие парачейнс. Значи практично овие парачейнс затоа што веќе се запрени. Еве да покажеме како тоа изгледа. Значи практично се проекти кои што на некој начин аплицираат за овој crowd loan, затоа што на почетокот идејата беше да се даде само 100 места на 100 да речем проекти кои што ќе може да бидат дел од Layer 0. Значи тоа е идејата на Polkadot, да биде сврзнат киво, се разбираме. Значи да даде огромна брзина од 10.000 трансакции во секунда на сите овие проекти и да им даде нормално целосна сигурност како Layer 0. А се останато да развиваат самите проекти. Со тоа што ние делот кој што го заклучивме во овие аукции ни донесе, како што може видите овдека, например, во Fala имавме, во Equilibrium имавме, со тоа што гледате, дека значи за секој дот вие сте добиле по 200 Equilibrium токени, за секој дот сте добиле по 24 Fala токени. Иако може да погледнете овдека, затоа што не се ни земени секој овие, еве например Fala е 0,1% од нашето портфолио. Тоа се токени кои што сме ги добиле како награда од тоа што моментално ние сме инвестирале во Polkadot crowd loan аукции.
Уште еден таков случај, например, HDX, пред тоа беше Hydra, сега е малку поинаку сменето името, како и да е, но има многу такви мали коини кои што овдека не ги гледате, кои што се дел нашето портфолио, иако тоа е многу мала локација. Тоа се коини кои што има енормно мал маркет кап и како такви може да направат доста добар буст на нашето портфолио во напредниот дел bull маркетот. Така, и затоа го направивме тоа. И затоа сега моментално сите DOT токени се вратија назад од овие аукции кои што ги правевме во 2021 и 2 година и моментално ги имаме назад од DOT токените и дополнително ги имаме овие токени како награда за тоа што сме учествувале во Crowd Loans. Со тоа што Crowd Loans веќе не постојат, значи тоа беше само почетокот, веќе го надградија блокчейнот, значи ова е идејата да Polkadot биде layer 0, а сите овие парачейнс кои што ги гледате се поврзани со layer 0, кој што е 0, а на тој начин и се поврзани со сите останати. Значи дека овие 100 проекти, сега дали ќе бидат блокчейн, дали ќе бидат мостови, дали ќе бидат апликации, се поврзани помеѓу себе преку овој интегрален дел, а тоа е основниот блокчейн Layer 0 Polkadot. Сега, Polkadot 2.0 го надгради овој блокчейн, тоа беше средината на 2024 година, очигледно веќе луѓето заборавија дека ова се случило, каде што досега, ако сакате да бидете дел од овој блокчейн, зборуваме нели како Polkadot екосистем, вие мора да победите една од овие аукции со тоа што вие добивате цел парачейн, така. Сега, затоа што едноставно не е практично, некои проекти едноставно или апликации не сакаат да бидат целосен парачейн, имаат многу помала потреба од самиот блокчейн или пак само некои делови од блокчейнот. Значи, што се случи? Направија да може секој од овие проекти да добие дел од тоа што му е потребно. Значи on demand, core time, bulk, core time on secondary market, што значи дека на некој начин вие практично можеби имате добиено парачейн, но истиот може да направите саблет. Сега малку глупаво звучи, знам дека оние кои се програмери сега се смеат, но идејата е дека едноставно направија да може овој софтвер да се позајмува, едноставно се разбираме. Значи да користите вашиот парачейн за некоја друга апликација да има пристап до Polkadot екосистемот. Со тоа што нели, не на секоја апликација е потребно да има целосен парачейн. Така. И тоа е идејата и на тој начин го подобрија Polkadot блокчейнот да може едноставно многу повеќе апликации и други блокчейни да учествуваат во истиот. Така. Со тоа што дополнително има свој software development kit, значи една многу битна работа за Polkadot која што многу луѓе тоа забораваат. Креаторот на Polkadot е Gavin Wood. Gavin Wood е генијалец. Значи тоа е човекот кој што го креирал Solidity. Се разбираме? Значи основниот програмски јазик на Ethereum е направен од Gavin Wood, кој што е еден од основачите на Ethereum заедно со Бутерин и со Хоскинсон. Така, што значи дека овој човек е едноставно гениален ум, така, и он буквално го прави Polkadot затоа што има едноставно поинаква замисла за тоа како треба да се движи понатаму блокчейнот. И затоа што ќе напоменам, значи првенствено човекот кој што стои позади Polkadot е нешто уникатно. Така, со тоа што направен е собствен software development kit, кој што има за цел нормално да помогне на така речено новите апликации кои што имаат да речам делумно потреба, не целосен парачейн, да може да развиваат апликации на Polkadot екосистемот. Сега, да, и не заборавајте дека Polkadot представува првиот Layer 0 проект во светот. Така, значи тоа е прва нивна уникатна идеја да бидат сврзано ткиво на еден цел екосистем, не како Layer 1 Smart Contracts компатабилност, туку овдека е буквално поинаку, се разбираме. Значи вие практично градите целосен ваш чейн кој што е поврзан на екосистем каде што имате едно интегрално ткиво на поврзаност на информации и капитал. Една многу битна работа, која што исто така многу се заборава. Small.dot е проект на Polkadot, кој што ќе биде нешто револуционерно. Односно, станува збор за light clients. Се сеќавате кога Бутерин зборува дека крајната цел на Ethereum е да стигне до ниво каде што секој ќе може на својот телефон да има нод, така. Значи на тој начин вие имате енормно голема сигурност, така. Каде што идејата е наместо да го имате целиот практично Ledger, нели, неговата меморија, вие практично имате light верзија со снапшот од последната верзија на екосистемот. Така. Што значи дека вие со самиот ваш телефон можете да бидете нод за сигурност на Polkadot. Значи тоа што Ethereum ќе му треба уште не знам колку надграби да го достигне, веќе се развива и ефективно
Гавин Вуд спомна дека има така речено функционирачка верзија на истиот. Сега кога ќе биде тоа објавено не знам, значи ова како што може видите последниот апдейт е од 15 август 2024 година, но ова е нешто за кое што сум јас екстремно расположен. Значи ви кажувам, јас мислам дека ова е една од најдобрите работи кои што сум ги видел во генерално во блокчейн индустријата. Со тоа што овдека и Cardano, ако се сеќавате партнерството со Polkadot, значи тоа беше идејата каде што Cardano е партнер чейн на Polkadot и каде што двата блокчейни може помеѓу себе да разменуваат делови од софтверот со цел да се надградат едни со други. И овдека е исто така интеграцијата на Chainlink, што значи дека compatible, значи ако веќе го има Chainlink, овој екосистем е буквално поврзан со се останато. Знаете, сами CCIP, како што веќе објаснивме во вчерашното видео на Chainlink, дозволува трансфер на информации и капитал помеѓу практично се, вклучувајќи различни екосистеми, а и нормално традиционални финансиски институции. Со тоа што пак ќе кажам, значи е многу потценет овој проект реално ако се прашувам јас. Знаете како, жално целата оваа ситуација е што Polkadot нема даунтайм, но не знаат многу луѓе за него. Solana има не знам колку пати даунтайм, има 50% неуспешни трансакции. Дали ви се допаѓа тоа што јас постојано зборувам негативно за Solana, не ме интересира. Јас ви зборувам факти. Че ова што јас ви го зборувам се случило, може да го проверите, се разбираме. Што значи дека јас кога кажувам ово, кажувам со најдобра намера. Проблемот е што за жал и кај институциите некогаш постои баш таков, како да кажам, смотан однос кон апликации кои што навистина имаат технолошка вредност, се занемарени за апликации кои што имаат маркетинг вредност, се разбираме. Повторно, јас лично и понатаму продолжувам со истата таа доктрина дека треба да се следи соодветна технолошка, значи зборуваме фундаментална и техничка анализа на секој проект пред да се одлучи дали да се инвестира во него или не. И реално, можеби другите изгубиле доверба во него, тоа е нивни проблем, не е мој, но јас и понатаму верувам дека Polkadot има многу голем потенцијал. Со тоа што неговата техничка анализа, како што можеме да видиме, ние дава од претходниот bull market, оваа cup and handle формација со овие double bottom кои што ги добивме во изминатиот период, со тоа што гледаме дека ова е метата од така речено, само треба да поправиме малку, значи треба да биде вака, под прав агол, значи ова е прилика метата која што очекуваме да ја пробие самиот Polkadot при потенцијално, значи еве го повторно ја тестираме оваа тренд линија од претходниот bear market, значи неминовно да ја скрши затоа што целиот bull market, односно целиот altcoin, да речам, дел се движи нагоре. Така, што значи дека како што може видите, за разлика од другите е доста потценет во однос на движењето на цената. Сега, како што можеме да видиме, првата цена која што потенцијално би ја добила е $44. Да, јас имам некој дот кој што сум купувал на малку повисока цена, но реално многу од нашата позиција е купена буквално овде на најниските цени, така. Значи од таму до $20 е негде 4x, така. Со тоа што да се врати до претходниот time high, тоа би било одлично. Значи 55, тоа би било огромен напредок, 10x, а очекуваме дека, нели, потенцијално, ако се движи како што треба и самиот блокчейн добие тракција, затоа што не заборавајте дека Polkadot е еден од најголемите, сега, он е layer 0, но се рачуна како layer 1 солуција и како таков, ако го добие своето место под небото, дефинитивно може да постигне потенцијално добри 4x од претходниот all-time high, негде околу $200. Но пак, ова зборуваме за најдобро сценарио. Од овој момент, дури да достигне претходниот all-time high, тоа се 10x. Од друга страна, не заборавајте дека неговиот market cap е 8 милиарди, значи да стигне до 80, тоа е како Cardano кој што стигна 80 претходниот bull market, што е многу, мислам дека е сосема нормално. И уште една битна работа, не заборавајте дека овдека нема дамп. Значи имате милиарди 439 милиони токени во пуштени во употреба, има милиарди и 520. Што значи дека немате што да правите дамп тука, така. Значи има инфлација некоја минимална, затоа што нели е, ако не сажам 4% на годишно ниво, но како и да е, пак јас и понатаму верувам дека ова е доста солиден потенцијален проект. Следен коин за кој што јас зборувам со задоволство е Ondo Finance. Нешто многу големо и многу револуционерно, категорија која што прв пат ја додадовме во нашето портфолио. Чисто за оние кои што не знаат зашто станува збор за Real World Asset токенизација категоријата, каде што практично ова е единствената изложеност која што имаме со еден мал процент XDC, тоа е Zinfin мал проект, кој што е ISO 2002 компатабилен.
Што значи ова е категорија која што прв пат се појавува во светот. Се разбираме, значи ова е нешто што не е само генерално во крипто секторот, туку во целиот свет. Значи токенизирање на капитални вредности од реалниот свет. Во оваа ситуација нормално за почеток станува збор за токенизирање на хартија од вредност од Мурика, значи обврзници, во оваа ситуација тоа се нели Bills, Bonds and Notes. 4,2% од нашето портфолио моментално е во Ondo. Сега, Ondo реално е многу нов проект. Значи многу нов проект. И гледаме дека има многу голем дел од токените кои што се уште не се пуштени во употреба, само 1,5 милиарди од 10. Значи да, тоа значи дека добри 8,5, тоест 85% од токените не се пуштени во употреба, но дури да имаме масовен дамп на токени во следниот период и понатаму ние имаме коин кој што е во својот прв bull market. Неговиот маркет кап е многу мал, од 1,5 милиарди, тоа е многу мал, значи знаете дека и сами од 1 до 5 ги сметаме за мали проекти, така, што значи дека има масивен потенцијал. Од друга страна, зошто велам дека има масивен потенцијал? Ако споредиме моментално колку е голем Ondo Finance, нема да ви се верува дека BlackRock, тоа е Buidl платформата. Значи Buidl платформата е направена од BlackRock и е направена со цел токенизирање на обврзници на Америка. Така, поседува околу половина милиарда, 529 милиони моментално долари се токенизирани на Buidl платформата на BlackRock. Така, FOBXX е платформа на Franklin Templeton. Тоа е една од, значи, како што е BlackRock прва по големина корпорација во однос на assets under management, односно капитал под менеджмент, така ова Franklin Templeton негде пета или шеста во светот на истата оваа листа, која што поседува 410 милиони долари вредни обврзници токенизирани. Така. Сега пазете го. Втората и четвртата ставка која што ја гледате овдека, тоа е USDY и USYC, не се извинувам, втората и петата. USYC е нешто друго. USDY е стейблкоин направен на Ondo Finance, кој што е во противвредност со обврзници, нели, заштитен така речено, за неговиот пег, и OUSG од 205 милиони. Го гледате, тоа е петата ставка. Ако ги собереме овие две стапки, кои што се капитал на Ondo Finance, добиваме негде 649, значи 650 милиони долари токенизирани на Ondo Finance. Така. Ако го споредите ова, ќе видите дека е 100 и повеќе милиони поголемо од BlackRock и околу, како ќе дое, 200 и нешто милиони поголемо од Franklin Templeton. Тоа значи дека Ondo Finance моментално има токенизирано повеќе обврзници, а Ondo Finance е со целиот свој маркет кап 1,5 милиарди долари. Така. Не заборавајте дека Franklin Templeton има негде околу 4 до 5 трилиони, а BlackRock има 10 трилиони долари под менеджмент. А Ondo Finance има маркет кап, се што поседува заедно е 1,5 милиарди. Значи тоа ви кажува ли колку е екипава голема како да речеме ентитет во токенизирање на хартија од вредност и генерално токенизирање. Понатаму верувам дека ако има и други категории како злато и други ресурси, акции и така натаму, верувам дека истите ќе бидат во оние првите, така. Значи, ова е моментално магнат во категоријата на Real World Asset токенизација. Гледаме дека ова е само почеток. Значи, ова е само почеток. Ние зборуваме дека целиот маркет кап моментално на обврзници е 2,4 милиарди. Со оглед на фактот дека долгот на Америка е 38 трилиони долари, 2,4 милиарди е джебен кеш, онака, што ќе ви остане, што ќе си го најдете следната зима у тренерките, се разбираме. Значи, толку е мал, а толку може да порасне и тоа зборуваме само за обврзници на Америка. А каде се овдека акции? Каде се овдека ресурси? Каде се овдека, значи, еден куп различни ствари кои што може да се токенизираат. Нормално стейблкоините земете ги први, кои што се најголеми моментално во оваа категорија со неверојатни 183 милиарди долари. И пак на крајот од денот пак ќе кажам, само долгот на Америка е 38 трилиони, колку е сега моментално. 36 трилиони, така. Значи ми разбирате поентата, ова е категорија која што буквално е на самиот почеток. Тоа го гледаме според колку моментално имаме токенизирано. Ова е ништо, ова е уште експериментална верзија, така. Со тоа што една многу битна работа е што Ondo Finance моментално
не функционира само на Ethereum како што претходно беше ситуацијата. Туку моментално затоа што Ondo Finance се наоѓа на Buidl. Значи Buidl моментално има направено партнерство со Ondo Finance каде што буквално голем дел од финансиите на Ondo Finance се интегрирани ончейн преку Buidl платформата. Што значи, моментот кога BlackRock конечно стави оваа Buidl платформа да не биде само на Ethereum, туку исто така да ги опфаќа Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism и Polygon. Значи овдека имаме Polygon, Optimism и Arbitrum кои што се Layer 2 и Layer 1, Aptos и Avalanche. Ефективно и Ondo Finance е буквално дел од истото ова, се разбираме. Што значи дека овие обврзници кои што досега сме ги имале само во Ethereum, овие 600 милиона кои што ги имаме овдека, сега ги имаме и во другите, како што веќе ги спомнав, блокчейни. Што значи дека Ondo Finance се повеќе и повеќе станува интероперабилен со други блокчейни. Ова се тие две, значи практично вие инвестирате со тоа што купувате дел од USDY, каде што вие ако го ставите по стейк, добивате 4,9% годишно камата и OSG, тоа се директно, ако не сажам, краткорочни обврзници. Значи овдека вие инвестирате во самиот стейблкоин, а сам Ondo Finance ги користи овие пари, овие 452 милиони долари, за да купи обврзници, а овдека директно купувате обврзници, тоа се 204 милиони долари. И сега, зошто е ова толку битно? Затоа што на некои луѓе едноставно не има дозволено да купат, значи вие не можете само да отидете да купите обврзници од Америка, се разбираме. Ова е децентрализиран начин од каде што од целиот свет можете да купите обврзници од Америка и да ги тргувате, држите, продавате 24/7. Нешто невозможно ако станува збор за физичко лице кое што е надвор од Америка генерално. Така. Со тоа што погледнете овдека, BlackRock е еден од партнерите, Pantera, знаете дека нема голем проект во кој што Pantera не е влезена, Coinbase, така. Значи сега натаму имаме некои други, но генерално сакам да ви покажам дека имаме Goldman Sachs исто така погледнете, големи ентитети кои што се моментално влезени во овој проект. И еве го тоа што го кажав, екосистемот, значи гледајте, моментално на 11 блокчейни функционира Ondo Finance. Очигледно поголемиот дел од нив се Ethereum, но Injective разви свој блокчейн, Aptos е овдека, значи сега зборувам настрана од Ethereum. Mantra, осмоси се на Cosmos, Solana, Sui, значи гледате дека има најразлични блокчейни на кои што функционира Ondo Finance. Со тоа што имаат и свој стейблкоин и тоа не е за подценување, со оглед на фактот дека погледнете. Еве го тоа што ви го кажувам, секогаш треба да ги проверуваме овие податоци. Не е доволно ние да видиме овдека дека 452 милиони се моментално во практично овој коин, тоа треба и да го потврдиме. 447 отприлика горе-доле е таа бројка на капитал кој што е внесен и заклучен во Ondo US, значи ова е OUSG, стейблкоинот на Ondo Finance. Кога вие имате голема количина на обврзници, многу е лесно да произведете ваков тип на стейблкоин и верувам дека тоа ќе помогне многу на овој проект. Пак, значи не заборавајте, ова е многу нов проект, неговата алокација во нашето портфолио и не е толку голема 4%, но повторно гледате како. Значи со диверзификација, сите овие проекти кои што имаат и голем потенцијал, дури и да подклекнат и да не го достигнат тоа што го очекуваме, ние понатаму имаме други проекти кои што треба да го покријат неговото место како потенцијален неуспех, се разбираме. Со тоа што гледаме дека Ondo Finance е стварно, значи нема никакви скоро податоци за него, затоа што е навистина нов. Не знаете како? Не е само дали проектот е нов, кој стои позади проектот, се разбираме. Значи уште еднаш, ако вие видите ситуација во која што ова име го има, ова име го има, ова име го има, ова име го има, тоа значи дека ова е голем проект. Goldman Sachs и BlackRock не ставаат свој име туку така позади нешто, се разбираме. Значи не може вие туку така да одлучите, ќе го интегрираме Ondo Finance, така. Затоа уште еднаш ќе напоменам. И Ondo Finance има повеќе токенизирани обврзници од BlackRock. За мене тоа е доволно, не знам за вас. Сега, со оглед на фактот каде се наоѓа неговата цена, ние го купивме на многу добра цена, се наоѓа на $1, а гледаме дека само од последната корекција нагоре очекуваме дека истиот потенцијално би достигнал над $5. Со тоа што ќе се вратиме на неделно ниво. Зошто е тоа така? Значи ова е класична форма на bull flag, значи знаме, каде што ова е јарболот, знамето прекашување на оваа конструкција, оваа формација, би значило дека оприлика, еве гледате каде е метата, значи сега ако треба да поставим, еве каде што
пак е од прилика тука, се разбираме. Значи на последните вредности на корекцијата од Фибоначи. Како и да е, значи ова е доста солиден напредок, ако мене прашувате, значи од каде се наоѓа моментално на 1 до 5 е многу добар скок, со тоа што не заборавајте, не можеме да одредиме крајна потенцијална цена на овој проект, затоа што станува збор за мал проект, имаме 1,5 милиарди долари, тоа е многу мал проект, и станува збор за проект во својот прв bull market. Немаме од што да мериме за тоа што очекуваме понатаму. Така да, ова ќе биде изненадување кое што дополнително ќе видиме како ќе заврши во текот на овој bull market, но уште еднаш ќе напоменам, јас очекувам многу од овој проект. Сега за сите они кои што кењете цело време дека е лош, дека не го бива, дека готово се откажувате, значи да видиме што се случува со овој проект, затоа што гледам дека многу од вас заборавивте кој е Matic и зошто сте купиле Matic, затоа што во претходниот скок кој што го имавме од октомври до март, сите сакаат да имаат Matic, сега гледам дека никој не сака ни да го спомне како проект. Знаете како овој bull market, значи мојата полиса во однос на она што на пример го следев во претходните bull маркети беше вака. Ако проектот има фундаментална вредност која што не се променила, значи понатаму неговата технологија е многу добра, се развива, тимот работи на тоа, гледаме дека потенцијалот на истиот е многу добар, гледаме нови партнерства и така натаму, значи не се откажуваме од него, се разбираме. Тоа е нашата идеја како тим и така се држиме до тоа. Сега многу од вас че едноставно кога некој заостанува, проект готово, тоа не ве интересира. Еве прост пример. За Хедера немавте ни слушнато, така, но кога видовте дека Хедера секој ден по 50% скока, наеднаш сите сакате да знаете повеќе за Хедера. Така. Сега тоа е интересното со овој проект кој што малку заостануваат некогаш, можеби ќе се активираат малку подоцна во bull маркетот, затоа што и понатаму. Се што може да направите за да одберете дали еден коин, односно проект е добар за вашето портфолио, е да направите домашно. Домашната е фундаментална анализа, као што веќе правиме постојано на анализа на коини и токени, погледнете ги, тоа е цела плейлиста за да научите како да правите анализа. Откако ќе ја направите таа анализа, вие треба да процените дали тој проект според вас има иднина, дали има потенцијал и дали сакате да оставите во вашето портфолио. Со тоа што јас гледам дека ништо од овој проект не се променило, дури се подобрило, јас и понатаму не гледам причина зошто ни по точка раздор би намалил од, да речем, практично количината која што има алоцирано, сега е 3,5%, беше и повеќе, затоа што портфолиото генерално беше помало во однос на вредноста на другите коини. Но 3,5% претходно беа дури негде 5-6% во, да речем, март 2024 година. Како и да е, јас верувам дека ова ќе се врати и верувам дека Polygon ќе се качи во вредност во нашето портфолио. Првенствено, неговиот маркет кап не е голем воопште, 3,5 милиарди, тоа е пак ќе напоменам, од 1 до 5 милиарди ги рачунаме како мали коини. Гледаме дека 8 од 10 милиарди токени се веќе пуштени во оптек. Тоа ви кажува дека има многу мала количина на токени кои што може да ви направат дамп. Тоа се само 20%, тоа е ништо. Во споредба со, еве на пример, погледнете Ondo Finance, така. Сега погледнете ги другите опции како Optimism и Arbitrum и видите колку кајнив има моментално токени кои што може да ви направат дамп, значи они имаат по некои 20-25% алоцирани на пазарот, значи имаат уште добри 80-75% кои што треба да бидат алоцирани. Кога ќе го споредите така, гледате дека токеномијата на овој коин е многу добра. Значи, за разлика од другите Layer 2 кои што многу покасно влегува на пазарот, Polygon има многу подобра токеномија во однос на потенцијален дамп. Следна битна работа. Многу луѓето забораваат дека Polygon веќе направи свој блокчейн. Значи, претходно беше апликација на Ethereum, а сега има свој Proof of Stake. Така, што значи дека вие сега со новите токени, пол токените, можете да правите стейкинг директно на Polygon блокчейн. Значи, они имаат сега свој блокчейн кој што функционира на Ethereum како Layer 2. Значи, луѓе забораваат дека некогаш е потребно за да се надгради екосистемот подолго време, затоа што не е едноставно, верувам, и многу од нив се откажуваат затоа што гледаат дека нема ништо моментално, не функционира, цената не се качува, значи тоа е тоа, чим не се качува цената, толку нема што да се разговара. Во исто време не заборавајте дека направија, значи покрај тоа што направија свој блокчейн, каде што сега има Proof of Stake со Pol токени, они го променија Matic токенот во Pol. Со тоа што Pol токенот е нешто универзално. Значи не само што истиот ќе биде дел од Proof of Stake, кој што вие ќе може да користите Pol токенот за стейкинг,
Истиот е програмабилен токен, нешто ново на пазарот, кое што само Matic го нуди моментално. Се уште не знаеме точно, затоа што нели се уште е онаа конверзија и понатаму, значи во било кое време можете вашите Matic токени да ги префрлите во пол. Мој совет наједноставно како што јас направив, за да не се малтретирате со мостови и се останато, само пратете ги вашите Matic стари токени на Binance и од Binance вие практично веќе сте добиле пол. Они автоматски кога ќе ги пратите како Matic токени, вршат конверзија во пол. И потоа вие како пол токени може да си ги вратите назад на вашиот новчаник. На страна сето тоа, значи допрва ќе дознаваме колку пол токенот е добар, затоа што, значи како што гледаме, gas токен, network security, governance, нормално дека на самиот Polygon ќе биде користен како governance, значи ќе може да гласате со вашите пол токени. Истиот е уште еднаш ќе надополнам, значи е програмабилен токен, нешто за кое што дополнително ќе се зборува. Сега, како тоа они планираат да го искористат, останува да видиме, но уште еднаш технологијата рекоа дека има најдобар, да речем, тип на блокчейн токен кој што моментално постои. Повторно, за тоа понатаму ќе разговараме кога се тоа ќе биде завршено и кога нели интеграцијата е во тек, но нели секогаш кога ќе знаеме малку повеќе ќе знаете и вие. Со тоа што во однос на Layer 2, значи арбитрум е на врво, така ево арбитрум. Но ако се придвижиме надолу, ќе видиме дека и не е воопшто лошо каде се наоѓа во однос на комит, во однос тоа колку на блокчейнот се работи. Значи ова се скрипти кои што се аплицираат нели на GitHub во однос со тоа како се развива самиот екосистем и самиот блокчейн и неговиот екосистем. Значи еве да видиме каде се наоѓа. Значи освен арбитрум јас друг не видов тука. Layer 2, освен арбитрум, еве во Matic е на 30 место. А Matic е веднаш до Injective Protocol, Aptos, IOTA и Solana. Што значи дека колку се развивал Matic, толку се развивале и едни од најдобрите, посебно погледнете Solana и Injective Protocol се проекти кои што има најголем раст овој bull market на самиот почеток. Така. Што значи дека гледаме дека они немале ништо повеќе. На крајот од денот и овој, да речем, блокчейн се развил со иста количина на скрипти. Сега нормално не зборуваме за квалитетот и што правеле со скриптите, идејата е дека активно се работи на самиот блокчейн. Се разбираме? А не заборавајте, разликата е во тоа што Aptos и Solana и IOTA се на некој начин Layer 1 заедно со Injective Protocol моментално. А Matic е Layer 2. Значи Matic нема толку потреба од развој на блокчейн затоа што неговата идеја не е да биде собствен блокчейн, иако тоа Matic го направи. Значи неговата идеја е буквално да ги процесира трансакциите во овој шардинг механизам на Ethereum. Што значи Matic во оваа ситуација нема потреба да биде на ово место, а е рамо до рамо со најголемите Layer 1 во светот. Така. Значи не е така лош кога ќе зборуваме за техничкиот дел или фундаменталниот дел. Гледајте кои се неговите партнери моментално. Што се партнери кои што веќе нели 2 години наназад Matic ги обезбеди. Mastercard, Instagram, Bentley, Nike, eBay, така, Stripe, ова е онаа процесирачка за трансакции, за банкарски трансакции, Starbucks, Twitter, JP Morgan, да продолжам, Reddit, дури Reddit го направија својот токен на Matic, па потоа се откажаа, но сега го направија првенствено. Facebook, Opera, Coinbase, Mercedes, погледнете. DraftKings кој што има и свој нели нод за Polygon, Disney, не заборавајте, огромна куќа, Adidas, Prada, Adobe Reader, значи погледнете колку големи компании се во партнерство со Polygon. Па Polygon има најдобри партнери, подобри партнери од Ethereum, ако ме прашувате. Значи нема кој не му е партнер на Polygon. Од друга страна, ева вака сега да видиме. Ајде да видиме кој е со највеќе апликации Layer 2. Значи Layer 2 која што има највеќе апликации во Ethereum. Така, погледнете. Колку децентрализирани апликации има на Polygon? 2300. Arbitrum има 600. Base има 400. Optimism, Zik, погледнете, 300, 200. Така. Значи кој има највеќе апликации? Polygon. Што значи дека најголем дел од екосистемот на Layer 2 на Ethereum се наоѓа каде? На Polygon. Ова е, нели, сега моментално ова не е, значи многу лесно да радар, многу лесно може да го проверите. Тоа на Layer 2 кој има највеќе апликации. И тоа е од сите Layer 2, на сите екосистеми, затоа што знаете дека и другите Layer кетсови имаат своји Layer 2, така. Погледнете. Значи најголем број на апликации имаме на Polygon. Нели мртов чейн, кој стандард, кога не се движи цената нагоре, автоматски влегува во мртви чейн, така. Тоа е македонската дефиниција за мртов чейн. Ако не ми одговара моментално цената и не се движи нагоре, значи нема што да разговараме, тоа е мртов чейн.
во однос на total value locked, значи колку капитал е заклучен на самиот проект, зборуваме нели под стейк, така. Значи гледаме дека има доста подобри како Base, значи ова е нели на Optimism чейнот на Coinbase, Arbitrum, значи Base од 3, Arbitrum 2,8, сега зборуваме за Layer 2-ките. Ево, трето место, Polygon. Ја не гледам што е толку препаѓање. Значи тука е. Секогаш е на врвот, така. Затоа уште ќе напоменам, ја не гледам причина зашто толку се хејта овој проект, затоа што цената не се движела нагоре кога вас ви одговарало. Сега проблемот во целата оваа ситуација е што за разлика од нели Matic токенот кој што имаше историја, Pol токенот реално нема историја. И не можеме многу да споредуваме во однос тоа каде и што би се случувало, значи буквално ние имаме колку имаме 2 месеци чарт. Значи стварно немаме на што да правиме анализа, се разбираме. Така да затоа и не сум направил техничка анализи, нема да направам додека не добиеме соодветно движење или барем одредени неколку месеци чарт за да можеме нешто да анализираме, дека нема што да се анализира, се разбираме. Но генерално неговата цена од 44 центи испоредено со претходниот врв кој што го достигна, сега зборуваме прво во март, значи во март истиот достигна 1,27. Тоа значи дека ако се врати само до претходната цена во март, а ќе се врати, според мое мислење нормално, никогаш не можеме да имаме 100% сигурни, тоа е 3x од овој момент, се разбираме. А јас верувам дека овој проект има многу голем потенцијал затоа што уште еднаш ќе напоменам, луѓето забораваат овие проекти што постигнале до сега, каде биле, каде стигнале и колку се развила нивната технологија во меѓувреме. Така да ако вашата, уште еднаш ќе напоменам, фундаментална анализа и техничка анализа и понатаму ми покажува дека нешто е добро да го имате во вашето портфолио, тоа што не разберам зашто многу луѓето си одат контра на самите себе си. Значи, стварно не можам да разберам. Уште еднаш ќе напоменам. Немаше никаков проблем со овој токен освен неговата цена. И многу од луѓето ако неговата цена не се движи забораваат на проектот, се разбираме. Ние тоа не го правиме. Значи ние работиме обратно. Јас на некој начин уште од самиот почеток кога почнав да го работам сето ова, реков дека на нашиот канал шилање на глупости нема да има. Ниту пак генерално шилање. Од друга страна, ако веќе работиме проекти, ќе работиме проекти кои што навистина имаат вредност. Зборуваме технолошка вредност, зборуваме фундаментални вредности и партнери кои што навистина потенцијално можат да направат овој проект да допринесе нешто во светот, првенствено со тоа и да донесе профит на сите оние кои што инвестирале во него, се разбираме. И затоа гледате дека кај мене исклучиво проекти кои што имаат дебела вредност во однос на фундаментални вредности, во однос на техничка анализа, се дел од нашето портфолио и гледате дека буквално имаме причини зашто ги држиме овие коини, така, со длабоко истражување. И последниот коин за кој што ќе разговараме денеска е Artificial Super Intelligence, тоа е ASI токенот кој што се уште е фет, се уште не е променет, уште еден токен од тие мртвите, по македонски, затоа што во последните месец дена не се предвижила цената колку што луѓето очекувале. Автоматски мртов проект. Сега, овој мртов проект, кој што е 3,3% во нашето портфолио, беше повисоко и истата ситуација, овој проект не напредуваше како останатите. Но луѓето заборавија дека овој проект направи нешто невидено до сега. Изгради алијанса на проекти од истата категорија, зашто го велам тоа, а и категорија пред овој bull market не постоеше. Може би постоеле 1-2 проекти како FET и AGIX кои што беа активни да речеме претходниот bull market, но тоа не го менува фактор дека дури сега ние имаме ефективно нова категорија која што може да наречеме вештачка интелигенција категорија во крипто. Со тоа што овие проекти заедно успеа да направат алијанса во која што ги здружија своите не тимови, туку капитал и генерално можности во однос на АИ, во однос на вештачка интелигенција. Со тоа што секој од овие проекти си има свој домен во кој што работи, како што FET е директно вештачка интелигенција технологија, за разлика од тоа, например, AGIX представуваше marketplace, односно пазар за вештачка интелигенција, така. Но се споија, зошто? Затоа што не можат да се напреваруваат со големите играчи, доколку не се здружат. Како вие може да се напреварувате со Bard, да се напреварувате со ChatGPT, кои што се развиени од конгломерати кои што имаат трилионски вредности и билионски буџети, а вие имате 1 милиарда вкупно маркет кап. Што ќе направите со тоа? Така. И затоа јас целосно го разбирам овој момент каде што Ocean, FET и AGIX токените се здружија и на овој начин наставно имаат шанса барем да парираат приближно на големите играчи, се разбираме, затоа што нудат децентрализирана технологија за вештачка интелигенција. Сега, на страна од сето тоа,
Значи гледаме дека уште една битна работа која што повторно луѓето многу малку ја гледаат, имате 2,6 милиарди токени, а 2,7 е вкупната количина на FET токени моментално, што значи дека само колку е ова, некој како е да 5% од вкупната количина на токени не се пуштени во оптек. Нема дамп. Значи нема дамп, така. Се пак напоменам, значи не заборавајте дека во целата оваа ситуација ваквото здружување ги направи да се појават на картата. Единствен проект кој што моментално име, да речеме ефективно, некаква конкуренција е BitTensor DAO, но јас верувам дека овие проекти има многу голем потенцијал затоа што имаат 3, односно 4 тима кои што работат заедно. Тоа е едно од работите кои што така многу луѓе тоа забораваат. Значи BitTensor DAO го води за 200 милиони моментално ASI, а во исто време сега Render, ICP и Near Protocol не би ги ставил директно како да речем компетитори во оваа сфера, затоа што ова е проект кој што се занимава директно со вештачка интелигенција. Се разбираме? Near Protocol е Layer 1, ICP е Layer 1, Render е Rendering, така. Значи ова се два проекти кои што се занимаваат директно со вештачка интелигенција. Сега, која е разликата? Разликата е во тоа што во ASI вие имате 4 тима, значи тоа е тимот на Agix, тимот на Ocean, тимот на FET и тимот на Kudos, кои што работат за себе, а работат под практично, да речем, истиот коин, така, истиот екосистем. Што значи дека секој од овие тимови што и да допринесе ќе биде позитивно за целиот тим, така. Значи овие три тима заедно со Kudos, кој што е последниот кој што влезе во, да речем, оваа алијанса, кој што донеси и огромна количина на значи компјутерска техника, хардвер за развивање на AI модели. Значи гледаме дека секој дополнително допринесува, но тоа се 4 различни тимови. Не заборавајте дека Injective Protocol моментално е во преговори за потенцијално да влезе во оваа алијанса. Значи ова е негде во почетокот, крајот на октомври, почетокот на ноември. Значи се уште нова вест, немаме нови, да речем, апдејти на сето ова, но моментално она што успеавме да го знаеме дека и Injective Protocol, а Injective Protocol е голем коин, значи голем проект, планира да се приклучи, сега ќе видиме дали ќе се случи, но планира да се приклучи на Super Intelligence Alliance. Сега, значи, еве зошто ви го кажував, значи ова е нешто интересно, ново кој што сакам да споделам како пример за тоа. Значи SingularityNet моментално развила посебен модел кој што е на Minecraft, знаете, тоа е она Massive Multiplayer онлайн игра, каде што овој значи AI модел е развиен да игра како NPC, така, да игра на Minecraft. Значи ова е модел кој што самиот себе си се учи како да игра и што да прави на Minecraft. Значи, знаете како сега ова е мала работа и не е некој посебно достигнување, секогаш ќе каже голема работа, голема работа. Значи вие правите NPC кој што е моментално интелигентен и кој што ја користи, значи Minecraft е огромна игра со многу опции, може се што сакате да направите таму, така. Наеднаш вие му давате модел кој што ќе може практично да прави ствари на Minecraft. Се разбираме, значи активен AI кој што ќе прави нешто. Сега што и како ќе прави останало да видиме, но идејата е дека ова како напредок во оваа игра носи едноставно прогрес на целиот тај сектор и тоа посебно на ASI алијансата, се разбираме. Значи ова е на некој начин секој од овие проекти што и да направи револуционерно и да направи ново, ќе делува на цената на ASI. Значи зошто ви го велам ова? Прост пример. Значи еве ќе ја земеме повторно Solana, дали која што многу е сакате. Solana постојано има нови вести. Нов телефон, ново воа, ново тоа, така. Но Solana треба да има вести за Solana да напредува, така. Овдека, ако има нова вест од Agix, ASI напредува. Ако има нова вест од Kudos, ASI напредува. Ако има нова вест од FET, погодете што? ASI напредува, така. Че имате 4 тимови кои што работат на еден токен. И јас тоа го гледам многу позитивно. И една многу битна работа за самиот крај за овој токен. Постојано забраваме дека главниот памп кој што го добиваме од овие коини е токму оној драйв за вештачка интелигенција во светот. Моментално Nvidia се смета нели како една од оние топ компании која што произведува хардвер за тренирање на овие вештачка интелигенција модели и најчесто е прост пример утре, денеска баш за тоа го ставив ова како вест, значи на 20 ноември. Значи Nvidia ќе го обелодени, така речено, репортот со
дали имала позитивна или негативна трета четвртина. Значи, дали имала профит, немала загуба или така натаму. Значи дека ако имала профит, најчесто ова значи многу позитива за се што е поврзано со вештачка интелигенција и ваков тип на технологија и веднаш ќе добиеме памп на сите токени, вклучувајќи го и ASI токенот. Се разбираме? Што значи дека не само напредокот на овие 4 тимови, туку и било каков тип на напредок на Google, на Microsoft во својот Bard или Google во ChatGPT, директно произлегува со ефект на цената на овие проекти. И затоа мораме да имаме изложеност на оваа категорија, значи зборуваме за Artificial Intelligence, заедно со DePIN имаме негде околу 10%, значи да вистина очекуваме многу од оваа категорија, како и целиот свет, и затоа истиот моментално се наоѓа практично последен на оваа листа од 10 коини со 3,3%. Со тоа што и неговата техничка анализа е многу добра, затоа што моментално овие коини се здружија во FED токенот и моментално ја следиме цената на FED. Значи, моментално, од последната, каде што ја гледаме во овој канал, така, од последната FIB корекција, достигнавме буквално второто ниво, со мал скок, но како и да е второто ниво и сега се придвижиме надолу. Така да оваа корекција можеме да испришеме, веќе е завршена, но ако се придвижиме на неделно ниво, погледнете овдека, оваа масивна формација. Тоа е Head and Shoulders на горната страна на овој канал. Со тоа што ова што гледаме моментално е буквално под така речено прав агол, сега ќе го исправиме малку, не е проблем. Под прав агол, ево прилика овдека би било, под прав агол со горната страна на оваа формација и на самиот канал, што значи дека ако го ставиме овдека од последниот, да речем од кашењето на оваа голема формација која што гледаме на каналот, очекуваме дека истиот ќе достигне негде околу $132. Сега повторно, не заборавајте, ова е само проекција, значи тоа е 100x, значи тоа е огромен напредок, не велиме дека тоа ќе се случи, но само ви кажувам што моментално ни покажува оваа голема, масивна, да речем, формација, а од друга страна, дури ако само го ставиме ова практично последниот дел, каде што се наоѓа како Фибоначи од највисоката до најниската корекција, можеме да имаме следните мети се негде околу 10, а неговата цена е 1,3. Значи дека 7-8x ние имаме само во последниот дел од оваа корекција. Сега, дали ќе достигне волку голема сума, како што овдека ја покажам негде $100, тоа највеќе зависи од тоа како ќе се пробие самиот проект. Дали ќе има други проекти кои што му се приклучат, дали ќе има дополнително напредоци, партнерства и така натаму, сето тоа ќе го гледаме како ќе се движи самиот bull market. Но гледаме дека за почеток има доста голем капацитет како проект. Повторно, тоа е она што нас интересира, се останато ќе видиме со тек на време. И за крај, за сите оние кои се нови на нашиот канал, значи ќе ги замолам да го погледнат видеото на самиот врв на нашиот канал, кој што ќе им објасни што и каде може да најдат, затоа што имаме повеќе од 1300 видео, значи ова е најактивниот канал дефинитивно во Македонија. Така да поради оваа причина, значи погледнете ова видео, ќе ви даде прилика идеја што и каде може да најдете на нашиот канал. Има многу информации, но едноставно за да не се изгубите, погледнете го прво ова видео. И нормално во секој од нашите видеа, уште еднаш ќе напоменам, значи може да најдете битни информации. А тоа е нормално првенствено што се случува во самото видео, што зборуваме во кој дел од видеото. Лайк, шер, сабскрајб и комент нормално друштво ако ви се допаѓа нашето видео. Идејата е овој материјал да го доставиме до што повеќе македонци бесплатно, со цел бесплатно да научат што е инвестирање, што е блокчейн технологија, макроекономија и геополитика, за да не бидат стрижени како овчишки, како што тоа се случува дома постојано, од учители кои што се вратија сега кога видоа дека биткоин почна да се движи нагоре. Но како и да е, на вас останува, јас само ви препорачувам да ни помогнете да стигнеме до што повеќе македонци пред да бидат солидно стрижени. И овдека може да го најдете линкот до нашата Patreon заедница за која што зборуваме на самиот почеток. Приклучете ни се каде што имаме професионална заедница на инвеститори кои што си помагаат едни со други со цел да го изградат првенствено сопственото знаење, а потоа и сопственото портфолио. Потоа ги имаме Купи ми кафе апликацијата и овие блокчейн адреси. Тоа се посебен тип на, да речем, дел од нашиот канал, каде што блокчейн адресите, се тоа што ги опратите, заедно со оваа Купи ми кафе апликација, ги користиме со цел да помогнеме на македонците назад во Македонија. Се што е пратено овде ќе биде собрано и ќе биде доставено до некоја македонска кауза која ќе собереме доволно средства, како што тоа последните 2 пати беше направено со една црковни организации во Велес, каде што помогнавме со прехрамбени продукти во износ од 700 и 800 евра.
И уште една, значи нормално за самиот крај, ова се нашите социјални мрежи, кои што би препорачал да ги следите, затоа што објавуваме многу дополнителни информации на дневна база, како и нашите резервни канали. Тоа се оди се Rumble и Rutube, каде што имаме целата оваа материја, со тоа што на Rutube моментално постепено ја апладираме и тоа го користиме како момент за сите оние кои што се нови на нашиот канал да може постепено да ја проследат главната плейлиста за едукација, тоа е плейлистата Напреден курс за фундаментална и техничка анализа, која што постепено ја апладираме секој ден по едно видео наутро и на тој начин ќе можете да се запознаете со овој едукативен материјал и да стигнете до она ниво каде што сите останати членови на нашата заедница моментално се. Така да ви благодарам на поддршката. Во текот на утрешниот ден очекувате во третиот дел од ова видео, каде што ќе обработиме последните 6 токени, а тоа се само момент. Значи ќе разговараме за Sandbox, Uniswap, Hedera, Algorand, VeChain, Optimism. И потенцијално ќе го земеме овде кај Alchemy Pay, затоа што реално Alchemy Pay е еден од кој што имам навистина имам големи очекувања од него, но како и да е, повеќе за тоа утре. Ви благодарам, се гледаме и поздрав од Крипто Гемиче.